Бројот на деца во аутистичниот спектар расте. На светско ниво, 1 на 39 деца ги има овие симптоми. Специјалните едукатори велат дека родителите мора да прифатат дека нивното дете е различно и да се консултираат со специјалисти за да почнат навреме со потребните терапии. Тука треба да направиме јасна дистинкција дали станува збор за класичен аутизам кој што треба да се дијагностицира до 3-та година, дали станува збор за псевдоаутизам, односно лажен аутизам кој што се повеќе и повеќе го имаат дечињата, бидејќи се изложени најпрво на паметна технологија. Пандемијата тоа го направи, за жал, од искуство како некој што води над 200 дечиња, можам да кажам дека 50% од проблемите на дечињата ни се баш од таа технологија и сите тие дечиња ги имале првичните симптоми од аутистичен спектар, меѓутоа со таа рана интервенција, рана детекција, како што ја кажав, ги изгубиле и сега се веќе во нормален свет, да кажам, без одстапки, меѓутоа сепак тоа е, како да кажам, пехарот на таа рана интервенција, каде што родителите ја забележат. Стручните тимови во училиштата коментираат дека постепено се подобруваат условите за инклузија на децата од аутистичниот спектар, а од голема помош се и асистентите кои го леснуваат престојот на децата во училиште. Имаат образовна асистенција, што е за голем поздрав и од голема помош ни се образовните асистенти во нашето училиште. И сите тие години ние се стремиме да изградиме услови, да изградиме една добра атмосфера и клима за примање на тие деца во нашите училишта. Меѓутоа, мислам дека најбитен сегмент или најбитен дел од триаголникот дете, родител и наставник е родителот. Родителот треба најпрво да ја прифати состојбата на детето со попреченост, што порано, толку подобро. И навреме да се обрати каде треба за да добие проценка за неговата состојба. Сега ние сме во добра соработка со стручното тело за проценка според МКФ и ни се од голема помош. Тие одлучуваат дали детето ќе добие, ја проценуваат состојбата на детето и одлучуваат каква подршка ќе добие, дали лична или образовна асистенција, дали треба да се изработи индивидуален образовен план за тоа дете и понатаму да го продолжи инклузивното школување кај нас. Спасе Додевски вели дека досега се формирани повеќе социјални услуги, но важно е да се реши една од клучните, да се обезбедат реформи кои ќе ги опфаќаат овие лица до крајот на нивниот живот. Така да во фаза сме на формирање на новите социјални услуги и секако дека нема да застанеме тук. Ова се накратко дел од новините и дел од аспектите кои што ги работиме цело ова време, но нема да застанеме тука. Значи имаме основна цел да го заокружиме целиот тој процес за поддршка и во заедницата и во образованието на лицата со попреченост. И должни сме, како што кажавте вие, должни сме на крај да одговориме на прашањето што го поставуваат родителите на децата со аутизам и на децата со попреченост. Што после нашата смрт? Ние како општество имаме мото и агенда да одговориме на ова прашање институционално, односно да изнајдеме најдобри решенија како да го обезбедиме мирот и спокојот на родителите на деца со аутизам и со попреченост до крајот на својот живот, па и после тоа. Овие разговори се водеа во рамки на панел дискусијата на тема каква ќе биде поддршката за учениците со аутизам во учебната 2023-2024 година. Настанот го организира Демократски институт за општествени и политички анализи од Струмица.